Лидерот на опозицијата со критика до владата на Мицковски. Наместо кон интеграција и напредок, државата оди во геополитичка изолација и опасна економска зависност. Според Филипча, покрај директните заеми на владата, политиките се воделе под диктат на други земји. Порача дека било голем дипломатски срам воздржаното гласање за Европската резолуција за Украина и дека сега тоа го нотираат и стратешките партнери. Македонија веќе во очите на многу држави во Европската унија е перцепирана како држава која поддржува геополитички и регионални интереси на држави како Србија, Унгарија, Русија и Кина. И овде дома ние сега треба сите да си го поставиме прашањето. Дали со ваквите потези, кои се прецизно нотирани во извештајот на Европската унија, европската интеграција останува само декларативна заложба на владата и на ВМРО ДПМН или можеби работат на некоја нова алтернатива, нов правец во кој што се движиме. Филипче денеска од Бихачко упати директен повик до Мицковски, заеднички да лобираат во Европарламентот за да не се изгласа придавката модерен за јазикот и идентитетот во новиот извештај за напредокот на Македонија, кој треба да се гласа во јули. Таквите додавки на македонскиот јазик доаѓаат како резултат на провокациите кои што доаѓаат од нашата влада. Тоа е сериозно влошување на нашата положба во Европската унија. И сега сакам да упатам уште една директна порака. Сакам да апелирам до ВМРО ДПМН, заеднички да лобираме тоа да не се случи. Да нема таков амандман во Европскиот парламент. Да помине неутралната дефиниција македонски јазик без никакви додавки, поради тоа што тоа меѓу другото е и заслуга на политиките на нашата влада изминатите 7 години. Во компромисните амандмани кои влегува во извештајот на Вајци го поминаа зеленото светло на АФЕТ, кој ги објави вчера телевизија 24, стои дека Европарламентот е длабоко загрижен за странско мешање и дезинформацијски кампањи и потенциране заемот од Орбан за кој велат дека очигледно е набавен од Кина. Во меѓувреме, додека се чека гласањето на извештајот во јули, дали ќе помине придавката модерен, Мицковски ја обвини пак владата на СДСМ дека не успеала да го сочува македонскиот јазик и идентитет во преговорите со Софија за така наречениот француски предлог.